Поштовани слушатели, денес разговор ќе водиме со професорките Наташа Котлар од Институтот за од Институтот за национална историја, се извинувам, и професорката Елка Јачева Улчар од Институтот за македонски јазик. Професорки, добар ден и добре дојдовте на Македонската радио програма. Добар ден и добро ве најдовме. Добро, еве да првото прашање за вас, нормално најактуелно е сега францускиот предлог или француско-бугарскиот предлог за Македонија. Моето прво прашање за вас ќе биде од историска гледна точка и од гледна точка на македонскиот јазик, јазична гледна точка, да објасните кои се последиците или што добиваме и што губиме во иднина од историска гледна точка, а исто и со македонскиот јазик. Меѓутоа, пред ова да започнете да ми објасните, сакам да ве прашам како беше првиот протест каде што и двете учествуваше пред владата на Република Македонија. Вие и обете учествувавте со убави говори, но меѓутоа нашите слушатели треба да знаат што и вие кажавте. Еве, јас прва да се обратам. Првим поздрав до вашите слушатели македонци кои што се во Австралија. Мислам дека имате широка македонска публика. Она што беше мотивирано да настапиме, во секој случај, ние одбравме да бидеме присутни на тој протест, бидејќи можноста во Народниот дом, во собранието, не ни е дадена. Така што таа комуникација меѓу власта, која што треба да биде постојано во дослух и во разбирање, нели, со народот кој што ја избира таа власт, некако е прекината, и начин како да се обратиме е тоа јавно произнесување на протест. Она што барем јас сметав дека треба да истакнам е дека македонскиот народ со својата историја, особено оние ослободителни борби во 19 век и со победата во Втората светска војна, си создаде своја држава, си создаде своја историја, си создаде свој политички амбиент и своја политичка култура и во никој случај таа не треба да биде засегната. Односно, како што секој народ во овој свет има право на самоопределување, така и македонскиот народ има право на свој идентитет, историја и јазик, и по никоја цена и на никој начин, особено во однесувањето, во политичкото однесување, никој не смее да си дозволи тоа да го засегне, па макар било и некое вклучување во Европска унија. Познавајќи го западниот свет како размислува и како резонира, мислам дека тие многу повеќе ќе оддадат почит и разбирање и ќе го почитуваат нашиот интегритет и сувереноста, кога ние ќе го истакнеме нашето барање и нашето неотстапување. И друго сакам да кажам дека ние имавме на некој начин помош од страна и на Чешка и на Словачка пред 2 години како членки на Европската унија, кога стануваше збор за она бугарска мистификација околу браќата Кирил и Методи. Овие 2 членки на Европската унија со една писмена изјава се обратија до другите, во кое што самите рекоа дека Европската унија не може да суди каква ќе биде нивната заедничка историја, нивниот идентитет и јазик. Така што се она што представува македонска политичка гарнитура требаше само да го следи нивниот пример и да ги штити македонските интереси и македонските вредности, бидејќи овој договор едноставно представува капитулација без непријателот да испука еден куршум против нас. Добро. Професорке Улчар? Па јас исто така да ги поздравам вашите слушатели на радиото,
за македонците во Австралија. И да кажам дека јас во моето обраќање најнапред зборував за историскиот континуитет и развој на македонскиот јазик, со тоа што и на тој начин практично сакав да покажам дека македонскиот јазик не е само, не треба да се смета така како што го сметаат бугарите од кодификацијата наваму од 45-та, затоа што за да се кодифицира еден јазик треба тој да постои претходно и да направиме потоа кодификацијата, значи конвенција што ќе влезе во јазикот, кои говори ќе влезат во јазикот како основа на литературниот, на стандардниот јазик. И практично проговорив не само за историјата, која што допира всушност од времето на Охридската книжевна школа во 9-тиот, односно 10-тиот век, туку и за дијалектната база, односно за дијалектното простирање на македонскиот јазик, кој не завршува само во државните рамки на Македонија, туку се простира на југ во Егејска Македонија, на исток во Пиринска Македонија и на запад во извесни погранични делови на Албанија. Понатаму зборував во вториот дел од моето излагање, зборував за неправедноста на Европската Унија кон нас, македонците, и кон македонскиот јазик, воопшто кон македонската историја, македонската култура и воопшто кон македонскиот идентитет, затоа што за мене е неприфатливо една високо цивилизиран сојуз каков што е Европската Унија да поддржува вакви, слободно ќе речем, фашистички наративи кои доаѓаат од нашиот источен сосед, со самото тоа што и ден денес, еве и во овој француски договор, многу подзацкриено, но под синтагмата секоја земја унилатерално ќе го решава прашањето за јазикот, ќе го истакнува прашањето за јазикот, не ме држете за збор како е точно, но ова унилатерално да објасниме дека значи дека ние македонците ќе си ја кажуваме нашата приказна, не приказна, туку нашата реалност, дека македонскиот јазик постои, дека е тој јазик со една долга писмена традиција и практична традиција и дека си има свој дијалектен систем, за разлика од нив, за разлика од нас, бугарите ќе пристапуваат и ќе ја пласираат нивната приказна, дека е ова еден јазик вештачки создаден од Тито во Југославија, дека почнува неговата историја од 45-та година наваму и дека ние сме дека македонскиот јазик е западната норма на бугарскиот јазик или западен дијалект на македонскиот на бугарскиот јазик и дека практично тие не се согласуваат тој јазик да се именува како македонски, туку дека треба да биде јазикот што го говори населението што живее во Република Северна Македонија и тоа значи ќе оди, тоа е таа фуснота, тоа на секое спомнување на нашиот јазик ќе оди со фуснота вака како што ви кажав претходно. Ова што беше предлогот, францускиот предлог, ние не го прочитавме во Македонија, не беше публикуван од властите на Република Македонија, ниту беше во медиумите, нели? Тоа
вие веројатно го прочитавте, кажавте професорке вие Елка, дека го прочитавте преку Дојче Веле, во Македонија сепак не е пласиран тој, не е публикуван како што треба. Првичната верзија се уште не ја познаваме. Ние ги читаме оние документи кои што го чинат сегашниот пакет на француско-бугарскиот договор, со тоа што барем до овој момент јас не знам дали е објавен и билатералниот протокол, и каде што во него фактички се скриени историските, јазичните и идентитетските нешта, меѓутоа ние тоа нешто не сме го виделе. Сега во Оптек се три документи. Извинете само едно подпрашање. Како тогаш премиерот во Брисел му рече историско небо на наводници на Брисел, дека не го прифаќа тој предлог, ако не беше, кога јавноста не го знае, тој е одговорен пред јавноста, пред македонците, пред македонскиот народ. Како што кажав, ние, значи, сите информации во целиот овој процес на разговори и преговори и договарање ги дознаваме посредно, дали преку бугарските медиуми или медиумите од Западна Европа. Кога премиерот се соочи со сериозна реакција околу текстот на она, а беше кратко времето, успеа да изрежираат една драмолетка на бриселски начин, каде што требаше да му се даде улогата на сериозен водач, кој умее да каже историско не, за да го подлажи народот дека умее и знае да се бори за македонските ставови, мислења, интереси и вредности, но заткулисно беше договорено кога ќе се врати со целосната машинерија на апологети, ботови, чудни невладини организации, чудни луѓе со експертски способности, тоа да и го сервира на македонската јавност и на една постапка брза, дури и нетранспарентна, да се помине околу содржината на овој предлог и истата да се прифати. Така што историското не стана историска какафонија, историска бламажа и историска гротеска и на власта и на овој што нам сега ни е премиер. Така што борбата и од наша страна како луѓе, прво заинтересирани за државните и македонските интереси, а потоа и како стручни луѓе, ќе биде многу долга и сериозна со сите оние кои што ни настапуваат од позиција на власт и моќ и кои што секој ден, верувајте, секој ден ни нудат една флоскула: слушајте што ви зборувам, не гледајте што правам. Не баре ние во Македонија сме малоумни, без образование, неписмени, не знаеме да читаме, не знаеме дури ни да чувствуваме, па сега потребно ни е некој човек кој што случајно се нашол на политичката сцена, заедно со целиот тој антураж околу него, треба да ни ја спроведат онаја политичка капитулација. Да бидам сериозна, целиот овој пакет е убиствен и дури е срам за оние кои што ја воделе надворешно политичката дејност сиве овие 6 години. Дури сега си го враќам филмот кога претходниот премиер, претходниот министар за надворешни работи и целата таа групација во владата задолжена за надворешно-политичките односи на Бугарија и на Македонија, кога ќе ни дојдеше нешто од бугарска страна, тие наместо да ги бранат македонските интереси, тие гледаа на директен и фронтален начин да ги истакнат сите оние луѓе кои можат да бранат бугарската нарација, бугарската содржина, бугарската политика, бугарските вредности. И нас навистина ни се збоктиса веќе 6 години да слушаме
одбрана на бугарските ставови од страна на македонските политичари. Тие можеби си имаат некоја своја логика, не знам, дали кариерно, професионално, финансиски, не знам кој ми е мотивот. Меѓутоа, нашиот мотив е одбрана на македонските вредности, одбрана на Асновската држава. Зошто се повикувам на Асновската држава? Еве и ова да им го кажам. Оти ако не постоеше Асновската држава, тие ќе нема што да разградат. Така што сериозна ќе биде битката. Ние еднашка добивме сериозен удар преку Преспанската спогодба. Овој удар не можеме да го дозволиме и да бидат уништени сите наши предци и сите наши идни поколенија. А за договорот можеме да разговараме, претпоставувам ќе не прашате. Да, еве сакам да професорката Елка да ја прашам да започнеме со јазикот. Во наративот, како што рековте вие, професорке Наташа, професорке Елка, вие сакам да објасните, јас имам забележано дека последно време, особено со излегувањето на овој француско-бугарски предлог, кој е втор договор, првиот значи е влезен во овај вториот спрема мене, вие ќе објасните повеќе. Сега не се станува збор како порано со Преспанскиот договор дека јазикот и идентитетот се бетонирани, туку сега само се зборува само јазикот дека е бетониран. Вие сте јазичар, вие сте од Институтот за македонски јазик со големо и широко искуство и познавање. Зошто се исфрла идентитетот или колку е идентитетот поврзан со јазикот или пак зошто само тоа сега ни се носи пред носот, пред очите? Па затоа што еден од основните столбови на идентитетот е јазикот, но исто така и неговата култура. Практично нас културата ни е, претходно ви кажав што е засегнато со јазикот во однос на јазикот. Но она што е засегнато најмногу во тој протокол, кој за жал никогаш не го видовме ни овде во Македонија, туку како што рече и Наташа, го видовме посредно преку Дојче Веле, преку преводот на бугарскиот, од бугарски јазик на македонски. Јас и синоќа подготвувајќи се за денешнава емисија, навистина бев фрапирана и скандализирана од тоа што се содржи тој протокол. Значи, ние ќе се доведеме во една ситуација, како да ви кажам, се да биде под контрола, се што е македонско, да биде под контрола на Бугарија. Па дури и тоа што ќе изложуваме на изложби. Може да наброите? Па еве, таму се зборува дека договорени се од личностите се договорени цар Самуилското движење. Јас не знам како можеле да се договорат за Богомилското движење, кога тоа Богомилско движење е, еве Наташа знае подобро од мене, ама е тоа едно автохтонно движење кое што е иманентно за Македонија, за Централна Македонија и од тука се рефлектира низ целиот Балкан. Ако се сеќавам добро, и босанската држава на Твртко, средновековна, била исто така богомилска држава. Сега, дали тоа значи дека бугарите утре ќе посегнат и по Босна, дека е нивна? Мислам, такви едни абсурди, такви едни парадоксални работи, неверојатно нешто, и кажуваат и рокови даваат за колку време треба да се утврди, кои се бугарски личности, значи таму за цело време се зборува за Бугарија и за интересите на Бугарија. Јас во ниеден момент не ги видов нашите интереси, македонски интереси. Ми се чини како да не сме имале преговарач таму. Туку кога е седнато да се пишува, се пишувале желбите на бугарите и аспирациите на Бугарија спрема Македонија, а не се пишувало тоа што е во наш интерес и да се направи една линија до каде можат, до каде не можат. Што е нивно, што е наше. Туку целиот наратив во тој протокол е
дека ние сме, еве ова што ви кажувам, дека ние сме една нација само изникната во 45-та година. Како да до 45-та година да не постоело ништо што врзало за да станеме нација. Јас такво нешто не сум слушнала. Постои ли таква нација која што еве сега до 2 август 44-та биле нашиве предци бугари и следниот ден се разбудиле и станале македонци, исто како оној што кажува дека со читање книги Читаш. многу навечер доцна во ноќто и така со читање 5-6 месеци или колку месеци беше читање книги, тој дошол до заклучок дека е бугарин. Мислам, стварно сега иронизирам, но навистина ми е преку глава да го знаете, ова го доживувам како умствена тортура и ова започна некаде со 2017 година кога се потпиша договорот на 1 август, но тогаш тоа се некако беше на брзина и недобро објаснето. Тогаш мене ми беше спорно само еден момент дека ние треба да практично со тој договор да се откажеме од малцинството наше во Бугарија, во Пиринска Македонија. И потоа секоја година и особено тоа се круниса нивните големи бугарски апетити се круниса со таа нивна декларација, ми се чини 2019 година некаде октомври, ноември месец. И ние од тогаш наваму постојано реагираме, еве и Наташа беше вклучена, постојано пишуваме протестни писма, се обраќаме и до Европската унија и до европскиот тогашен европредставник Жбогар, дека тоа не сме да се дозволи во 21 век некому да му ги нарушува човековите права. И мислевме дека таа слободарска Европа ќе застане на наша страна. За денес ние да разговараме за тоа дека треба, и вчера Мишел да ни кажува тука, дека тој ни дава гаранции, замислете, устни гаранции ни дава дека се ќе биде признато. Ма какви абсурди се тоа? Тој значи додека е тамо на функција ќе ни дава гаранции дека се ќе биде во ред. И после кога го снема од таа функција, какви се тие? Како Могерини, каде е Могерини професорке сега? Каде е онај Хан? Каде се оние другите? А така им завршија функциите, тие се завршија својата задача. Нашиве политичари тука смета, не знам, се однесуваат спрема народот, се однесуваат како да ние овде, мислам, ништо не знаеме. Сме една аморфна маса, без мисла, без идеја, без ништо, и дека како ќе ни кажа, така треба да ги слушаме. А ако не ги слушаме, тогаш ќе применуваме димни бомби. Добро, професорке, ајде кажете ми ова, што ова сакам да прашам. Бидејќи знам, вие потекнувате по вашите родители, дедо и баба исто така, од Воден и Воденско. Таму немаше кодифициран јазик. И каков јазик зборува? Оти не те научија грчки тебе? Зошто не те научија бугарски? Баба ми и дедо ми, јас тоа постојано го кажувам, баба ми и дедо ми не сакаа да зборуваат грчки. Не сакаа да ме учат грчки. Единствено нешто што јас научив од нив е да бројам од 1 до 10 на грчки. И да поздравам на грчки, толку беше. Баба ми и дедо ми не проговоруваа грчки, а знаеја. Професорке, поентата ми е кодификацијата, бидејќи овие се кодификуваат 45-та година, кодифициран јазик, на што вие спомнавте пред малку, нели? Во егејскиот дел во Воден нема кодификација. Нема кодификација, тие се зборуваа македонски, викаше баба ми. Македонски се зборувакне. И ни беше забрането, викаше дека им било забрането да зборуваат, дека тоа не само баба ми што ми го кажувала, имаше едно чудо емисија од нашите бегалци, деца бегалци, кои што сега се веќе голем дел од нив и починати, меѓу кои и татко ми. Значи, кажуваа дека толку било тоа опасно да се зборува на македонски.
тие луѓе морале дома кога ќе се собереле на ручек да ги затвораат прозорците, за некој да не ги чуе, затоа што доаѓале такви секакви шпиони кои што им стоеле под прозорецот и слушале ако зборуваат македонски, биле подложувани на тортура. Дури имало и такви примери драстични кога и јазик на некој му бил пресекуван затоа што зборувал македонски. Најслабата мерка била да пијат рицинус, за да се прочистат, за да не зборуваат македонски. И сега, дедо ми кога заминал во партизани во граѓанското движење, нели во граѓанската војна, се извинувам, кога заминал во партизани, дедо ми потекнува од едно така планинско село, кое што е прилично недостапно, неврзано, сакам да кажам, со градскиот центар воден. И не верувам дека таму владеела не знам каква идеологија марксистичка, дека отишол од идеологија комунистичка. Туку отишол затоа што не му било ветено дека ако се приклучи кон тоа движење, ќе може слободно да се зборува на македонски. И тоа го кажав во моето излагање некни пред владата. Да ја прашаме професорката Наташа. Еве почна да доаѓаат овие, не знам дали кај вас во Охридско се вика коледари и сурори за Василица, за сурори. Да, коледари и визитари имаме. Да, ние во Битолско викаме сурори за суро. Не знам кај вас, Елка, како се вика. Да, ние бидејќи сме по визитата, во Охрита визитари ги викаме многу често. Така, почна да се редат те Шал Мишел, те денеска слушам некој си германски представник. Те тоа добро. Не, знам дека денеска германскиот представник Македонија и најверојатно ќе даде поддршка нели на француско-бугарскиот предлог, како ние тоа да го восприемиме така со една смирена позиција и акламација ако може. Да им аплаудираме. Да, меѓутоа јас од неформални извори знам дека една германска политичарка која што има сериозна улога во членството во европските земји, дека многу притиска врз нашата власт, по секоја цена ние ова чудо да го прифатиме. Јас ја поздравувам и господјата, јас го поздравувам и господинот што ќе ни дојде денеска, и оној вчерашниот, наместо да ни сервираат вакви неумесни содржини, да седнат со нас, македонците, односно нашите представници, и кога се разговара и преговара и кога се создаваат договори, тие треба да бидат на една рамноправна основа, а не на асиметрична основа. Уште 2017 година, оваа политичката гарнитура која што беше донесена во таа година, очигледно е дека под сериозен притисок и не сакајќи да чита и да размислува што е понудено како содржина на договорот, го потпиша договор. Договорот во себе, сега зборувам за оној со Бугарија за добрососедство, да, од 2017 година, прво во преамбулата кажува дека ќе биде објавен на јазиците според Уставот во Република Македонија, односно Бугарскиот устав на Република Бугарија. Значи, уште тука имаме симптоматична формулација. Понатаму, значи, уставов на Бугарија си е бугарски устав, а нашиот е само устав. Да не правам муабет за јазиците. Понатаму, во таа преамбула се спомнува толку сигурно заедничка историја. Кого го прашаа за заедничката историја? Македонскиот народ што се бореше во антифашистичката борба? Македонскиот народ која што се изјасна за независна Македонија, бидејќи сега гледаме дека во оваа фаза се вклучени оние
кои што не гласаа за независна Македонија, а пребаруваат некои работи. Понатаму, во членот 8, ни на топорија не баре Македонија немала наука, култура и образование, па сега мора да се испитуваат докажаните историски со факти, докажани толкувања и не знам што, за да може Бугарија да ни одобри некакво си наше образование и врз таа основа ние да чествуваме заеднички ликови. Воопшто не ми е гајле кога го чествува Бугарија. Ама Македонија се ги сака своите јунаци. Се ги сака и Гоце Делчев, и Јане Сандански, и Кресненското востание, односно Македонското востание. Да, во документите е македонско, бугарите ни го прекрстија во Кресненско. Македонија се ги слави браќата Миладиновци, кои упорно сакаат да ги бугаризираат, ама имаме и потомци од истите во Македонија, па кажуваат многу работи. Во тој договор никогаш не објасна господата што подразбираат по заедничка историја, а вака испадна дека бугарската историја е заедничка историја. Ние немаме македонска историја. И што е најинтересно, во тој договор има еден член 12, каде што ќе се формира една меѓувладина комисија и која што на годишно ниво ќе ги следи постигнатите, односно реализираните нешта за да може да се оди напред. Го спомнувам овој член бидејќи токму овој член е внесен во оваа програма или овој концепт од 3 документи, каде што Бугарија сега само ќе контролира што сме постигнале или не сме постигнале во историските, во јазичните нешта, односно во билатералниот протокол кој еве и јас и Елка го прочитавме посредно, а македонската влада го нема се уште објавено, и од самиот факт колку бугарската власт ќе биде задоволна од она што ние сме го направиле во нашите учебници по историја, внимавајте, таму има и за географија, и за јазик, колку ние сме направиле. И така и ќе напредуваме. За да биде за публиката еве јасно, ќе ви дадам еден пример. Ако македонската научна, културна, образовна дејност не напише дека цар Самуил е лик од бугарската историја и дека е бугарски владетел, врз основа на тој член 12, Бугарија ќе сугерира на Европската унија, бидејќи сега проблемот ни станува европски, дали ќе напредуваме или нема да напредуваме. И ако не напишеме така, ние нема да напредуваме и нема да направиме чекор во иднина, односно заради нешто што било пред 1000 години, ќе треба сега да доживуваме во нашата сегашност. Еве се обидов на еден појасен, посликовит начин да ви објаснам колку може да биде опасно, колку може да биде дискриминирачки, понижувачки. Ова ни колонизаторите во Црна Африка не го правеле, а не во 21. век во Европа, каде што македонскиот народ веќе има изградени институции. Ние сме навистина многу воспитани во една посебна култура и однесување. Како и да е, Македонија за овие 80 години изграден навистина посебен политички, општествен дискурс кој што не може ни да се мери со овие што ни настапуваат од страна. Професорке, за жали, да, повели. Јас сакам само нешто да ја дополнам Наташа, бидејќи малку кратко време бев исклучена. Дали спомна дека тоа воопшто не значи дека ова подпишување од наша страна на протоколот, дека тоа значи дека ние веднаш ќе почнеме со преговори за европска за влез во Европската унија. Да, кажи да, треба да знаат слушателите и тоа дека ова е всушност услов за да се почне да се преговара. Ние прво треба да го отвориме уставот, да направиме измени во уставот во кој ќе влезат бугарите и потоа
дури ќе можеме да зборуваме за севе ова, за сиве овие промени што не чекаат понатаму, што ги кажа Наташа. И треба ние да обезбедиме, во тој протокол стои дека ние треба да обезбедиме права на малцинствата. Ви се молам, ако некоја земја во Европа почитува права на малцинства, па дури и јазични, тоа е Македонија. Вакви права јазични како што има Македонија, нема никаде во ниедна европска земја. И нам тоа ни се става еден како од условите, при што во тој протокол во ниту еден момент не е спомнато како ќе постапи Македонија во однос на своето малцинство во Бугарија. И таму има една реченица која што сега ќе парафразирам. Во протоколот стои една реченица која што вели дека Македонија треба да се обврзе и да гарантира дека нема да се меша во работите на луѓето кои што не се државјани на Северна Македонија. Значи се мисли под оваа синтагма стои немојте да ги чепкате македонците од Пиринска Македонија затоа што тие се бугари и тука вие немате никакви права немаат македонците во. Никаде не се спомнува. Не се спомнува воопшто население таму македонско во Пиринска Македонија. А не само таму, видите, професорки и обете, мислам, се наметна еден таков наратив преку медиумите, па има и толку големи подржувачи. Се вездено на граѓаните. Знаете, не знам сега кај вас, меѓутоа, јас кога ќе го слушнам тоа, вака главата ми пука. Зошто, ајде да ја посочам професорката Катерина Тодоровска, баш таа имаше објавено на незиниот Facebook профил и да проговориме околу тоа. Кога веќе се отвора уставот на Македонија, ајде да го копираме бугарскиот устав и да го внесеме комплетно во Македонија. Не, вака, прво, многу е сериозно прашање. Јас прво би поставила прашање до оние што ја имаат таа моќ да владеат, кога и на кого му ветиле дека бугарите ќе влезат во македонскиот устав. Одеднаш некаде од декември минатата година почна да се врти таа приказна. Многу сериозно сакам да знам кому му ветиле, бидејќи не му ветиле на македонскиот народ. Друго, дали биле при здрав разум кога тоа го ветиле, бидејќи нашата соседна држава за национален празник го има датумот 3 март, односно кога Русија си потпиша некако договор со Русија. Бугарската држава, да. Да, бугарската држава, односно Сан-Стефанската. Значи, тоа е фактички што оваа држава си ја шири својата територијална експанзија. И сега една таква држава со една таква експанзија треба да ни врши притисок да внесеме луѓе кои што се одвај на пописот 3500 луѓе. Не сакам да ги спомнувам оние другите кои што земале бугарско државјанство од економски и други причини. Тие ако требале да бидат бугари, ќе живееле во Бугарија. Можеби Европската унија да настапела либерално и демократски кон македонските граѓани, тогаш тие луѓе немаше да земат други пасоши. Меѓутоа, овде како гледам и нефер односот на Европската унија. Друго, кога вас ќе ви бидат внесени бугари во уставот, зошто не барате да бидат внесени и македонците во уставот? Ако имаат специфични устави другите држави, тогаш тоа не сме да биде критериум за отварање, не за влез, за отварање на преговорите. Кога е приказната во однос на харватите и црногорците? Тие сиве овие години, па и во кралството Југославија кога беше,
па и во Федеративна Југославија, со свој придонес го градеа и националниот и државниот македонски интегритет. И ние сме им должни на тие луѓе, бидејќи колку ние македонците го штитевме нашето и тие го штитеа нашето овде на оваа територија, и при тоа македонци има во Хрватскиот устав. Ние и должиме на Хрватска. Меѓутоа, Хрватска не изразува територијална експанзија кон Македонија, идентитетска, национална и секаква. И друго да не заборавиме, во нашиот устав, се оно што представува историска придобивка, како Крушевска република, револуционерно движење, антифашистичка борба, тогаш ќе ви бидат бугарски, бидејќи сакаат тие да бидат конститутивен. И на крај ќе ви го оспорат антифашистичкото движење, кој со кого се борел и кој извојувал победа. За ова ветување, да ви кажам, јас случајно дознав пред известно време, кога германскиот премиер беше Шулц во Македонија, и тогаш излезе еден напис во еден наш медиум од една германска проучувачка, аналитичарка, која тогаш спомна дека македонската влада, тоа не било спорно дека ќе ги внесе бугарите во уставот. Кога и на кого му ветиле? Тоа треба дебело да го образложат. И тоа замислете, за отварање на преговори, не за да влезете вие да бидете полноправен член во Европската унија. Да, ајде пред да одиме на протестите, бидејќи се случија вчера, синоќа, сношти, немили сцени. Уште ова сакам професорка Телка да ја прашам, бидејќи вие спомнавте, професорка Наташа, експанзија на Бугарија и империализмот на Бугарија. Еве, нели бугарите се внесени во уставот на Албанија и сега преку две граници, професорка Телка спомна дека македонскиот јазик се зборува во Гора, Голобардо и Преспа, нели? Како го толкувате тоа, професорка? Па, добро, тоа е позната работа. Нивните диалектни карти ги шрафираат сите говори. Како бугарски на картите може да се види кога се прават диалектни карти на бугарските, на бугарското јазично простирање, тие одат преку Македонија, преку дел од Јужна Србија и таму завршуваат некаде на македонската граница со Албанија од другата страна. Значи тој дел, тој појас од Гора, од областа Гора, од која што еден дел се наоѓа на Косово, друг дел во Албанија. Потоа овде долу кај Корча, целиот тој појас по границата го сметаат за бугарски говори. И што е интересно, штрафирањето завршува до границата на Косово. Значи, кога ќе дојде Косово, тука запира. Значи, сега вие предпоставете си експанзија, окупација на... Предпоставете си зошто е тоа така, зошто Косово не се чепка. Знаеме кој стои зад Косово и тука со Косово не си играме играчки. Да, за слушателите да кажеме дека Америка стои зад Косово и дека се тие таму. Со македонските, со јужно-српските и со македонските говори на Албанија, па и овие долу во Егејска Македонија, си се бугарски. Добро, ајде да го оставиме сега тоа. Не сметам дека го исцрпивме времето со тој договор. Уште ова сакам да ви прашам, многу кратко ќе ми одговорите. Околу подкрепата на тој француско-бугарски предлог, вашите директори помагаат, и Драги Георгиев и директорката на Институтот за македонски јазик. Тие велат дека е добар, позитивен, нели? Јас навистина многу кратко ќе кажам. Значи, тие лично може да мислат било што. Но веќе кога се ставени во позиција да даваат одговори според својата професионална ориентација, а пред се нивната верност кон науката,
тогаш нивната научна легитимност доаѓа во прашање. Барем за луѓето кои што се од Институтот за национална историја, ако беа верни на својата научна дејност, веднаш ќе им кажеа на политичарите дека постојат македонски институции кои треба да проучуваат и да произнесуваат соодветни научни вистини во јавноста, а не комисија. Постојат и други комисии кои што се задолжени нели за спроведување на образованието и на образовните политики на сите нивоа, не комисија. Значи прво тие не беа честни во старт. И сега од нив не можете да чекате честност и во понатамошниот тек. Како и да е, мислам дека еден ден пред својата професија ќе се засрамат, ако имаат чувство на срам, меѓутоа нивната дејност во овој момент со ништо не може да се смета за легитимна. Професорка и вашата директорка, и таа е смешана во... Значи, ние немаме во институтот, ние нели не членуваме, немаме представници од институтот во ниту една од овие комисии што ги спомнува Наташа, но ние од институтот немаме официјален став, нема излезен став, иако сум сигурна дека со оглед на нашите бројни реакции што ги имаме од последниве, особено години, од 2019-та наваму, јас знам дека целиот колектив стои е против ова, но од страна на директорката немаме официјален став, освен оној став што го слушнавме пред некој ден што беше пренесен во јавноста од вонредниот состанок на Советот за македонски јазик, во кој меѓу другите членува и нашата директорка и кој што го поддржа овој француско-бугарски предлог. Па така, нели институција е македонскиот јазик, ова Институт за македонски јазик се го подкрепува и тука значи се прави едно големо предавство. Тоа е мојот заклучок. Јас сакам да се префрлиме и накратко по неколку зборови, односно по неколку минути да проговориме околу, да ги анализираме демонстрациите, односно протестите. Започнавме како македонски народ, македонска нација, со повеќе македонски народ, затоа што еве и тука сакам да спомнам за јавноста и за тие таму кои се уште велат во Прилеп беа собрани граѓаните на демонстрации за јазик, за македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Граѓани за македонски јазик и идентитет, а не македонски народ. Тоа повторно ќе кажам дека многу ме револтира кога слушам такви дефиниции. Овие протестите започнаа добро со многу народ, многу македонци, не како што велат народот на Македонија, туку македонскиот народ. Беше прекрасно тоа да се гледа, но сношти забележавме дека се случија инциденти со полицијата. Сега, денес што ги слушнавме изјавите, не знам дали вие сте во текстот тоа, се оградуваат и едните и другите, велат дека таа група била уфрлена група, односно дека биле луѓе кои го одзеле динамитот или експлозиите од Охрид, од касарната, а и исто така им биле дадени такви оружја, односно оние шок бомби видовме, нели се фрлија кај полицајците. Сега тако вие не можете тие да ги имате како професорки, како обични луѓе или јас. Значи некој на некого му дал нешто. Може ли тука да отвориме една дискусија, да видиме кој се е вмешан во тоа? И второто прашање што ме интересира е дека ВМРО ДПМН влезе со предлог дека треба да се разговара институционално во собранието со представници по два од СДС, од ВМРО, ДПМН, еден од Алијансата и еден од ДУИ. Повелете. Знаете, јас имам чувство дека зборувам конкретно сега за она синоќе што се случуваше. Имам впечаток дека на некој му е потребна
целата таа играрија на луѓе кои напаѓаат и на луѓе кои се бранат. Но сигурно не сме луѓето како мене, како Елка, илјадници луѓе со домашно воспитување и со своји професии кои излегуваме и даваме и објаснување и неприфаќање на францускиот предлог. Нам хулиганството не ни приличи, ниту е наша филозофија. Може би некој друг, дури јас тоа го препознавам кај некој што има моќ, а за да имате моќ има власт, тоа го прави за да си ги оправда своите постапки и по секоја цена да удри по народот. Мислам дека тука треба да се запре. Ако една политика не чини, добро е да си оди и да не прави жртви сред народот. Бидејќи, ќе повторам, ние таму сме собрани луѓе и од различна возраст, и од различни професии, и од различна национална определба, па и религиска, но сите едно што не врзува е одбрана на македонските интереси и не за бугарско-францускиот предлог. Некому што тоа го жари, го пали и што го поттикнува да размислува толку криминално, да снемува динамит и не знам какви други убојни средства, тоа треба да упатиме прашање до тие кои што може да го направат. И сакам да кажам дека веќе ние сме сите искусни и го имаме искуството од 2017, го имаме искуството на балканскиот начин од 2018 и веќе сме презаситени од силеџиство политичко и мислам дека сите оние што можат да речат стоп на ваквото однесување, да запрат. Од мене толку. Професорке? Па јас, знаете како, мене ми е многу симптоматично тоа што првите 2 дена протестите поминаа во толку една пријатна и мирна атмосфера, а имаше, ми се чини на тие први 2 дена, особено првиот ден, имаше толку многу народ. Одамна не сме виделе толку народ на улиците. И имаше луѓе дојдени од цела Македонија, буквално од Струга до Радовиш. И ние таков не се случи никаков инцидент, се помина толку мирно. Исто така и вториот ден. Третиот ден веќе почна со многу представници на левица, почнаа да гаѓаат со не знам, со јајца и со шишиња по владата. Но тука се појавија, ние бевме таму баш во една, стоевме со професорката Силјановска, во еден момент забележавме дека се појавуваат некои овие луѓе отидоа прилично напред, се доближија премногу до... Се слушаме ли? Да. Да. Да, повели. Повели, Елка. Јас не ве слушам вас. А исклучен ти е микрофонот. Ајде ќе продолжам. Да, те слушам. Да. Да, значи, професорката тука излезе и се поврза со некои луѓе од левица, некои од лидерите на левица и им рече да ги повлечат младите, за да не настане некоја провокација која што ќе биде искористена од актуелната власт да се, како што и потоа бевме сведоци, дека излегоа написи во весниците дека се имало обид да се повтори 27 април и така натаму. За 5 минути овие луѓе се повлекоа на доволна оддалеченост од владата, до онаа линија, нели, каде што почнува оградата на владата, но овие луѓе со качулки некако излетаа од таму и ги снема. Вчера дознаваме, вчера исто бев на протестот, но стоев прилично далеко од бината
И во еден момент, и само слушав, дури не ги не гледав луѓето што настапуваат. Во еден момент кога актерката Весна Петрушевска додека зборуваше, таа беше прекината и набргу потоа видов како луѓето се повлекуваат. И за многу кусо време плоштадот се исчисти, за плоштадот, улицата пред собрание, но подоцна дознавам дека некоја група на млади луѓе продолжила. И дека се пуштале бомби, дека имало и повредени. Што ми е поентата? Дека има денеска и напис, гледам во Facebook утрово, а вчера се слушнав и со нашиот амбасадор Боцевски, кој бил влегол во вербална дискусија со овие луѓе со качулки. Сакале да го тапат. На еден дел од нив им кажал да ја тргнат качулката и тие го сториле тоа. Друг дел, кои не сакале, го се нафрлиле врз него и за жал сето тоа се смирило затоа што тука пристапиле луѓе кои што практично го одбраниле Боцевски. Сакам да кажам, мојот сомнеше дека меѓу демонстрантите се инфилтрираат провокатори кои што сака од ова да направи пострашно нешто, за да може овие мирни луѓе кои што излегуваме на протести, за да ја добијат етикетата и за да бидат осудени од пошироката јавност како луѓе кои што работат против државата, против незините добра, против Уставот на Република Македонија, а практично треба да бидеме представени како не како патриоти кои што излегуваме затоа што си ја сакаме државата, туку да бидеме представени веројатно како водачи на некакви хулигански напади кои што работат против државата. Видете забелешката, не знам дали вие забележавте, од со качулките што беа младите не се уапсени, туку случајно дете кое врви низ паркот жена и уште еден човек и други така, мислам беа тепани, тоа децата беа толку страшно тепани, што неверојатно беше да се гледа снимката. Јас го следев тоа во живо. Тоа некако доведува до овој ваш сомнеш, што и јас констатирам дека се нешто некогаш мора да се случи. Но како ќе завршат овие протести, ќе исчезнат ли протестите сега со новиот исчекор на ВМРО-ДПМН, да се направат комисии за подобрување на францускиот предлог, француско-бугарскиот предлог и ќе завршиме со ова? Па не знам јас што е политиката на ВМРО, навистина не знам, но јас знам што е мојата идеја. И јас сакам да биде зацврстена македонската сувереност. Ниту ме интересираат комисии, ниту ме интересираат подобрувања. Јас сакам да се врати нашиот политички и економски живот. Затоа реков ми треба македонската сувереност. Ниту ме прашала некоја голема партија што мислам за воиднина, некоја помала, ниту пак го уважила моето мислење. Но јас знам дека и како единка, и како човек дел од групата, ние ќе настојуваме секогаш да биде македонското на македонците. За друго не ме интересира и навистина немам и други информации за да можам да ви одговорам. Добро. Професорке? И јас исто како Наташа немам врска што се случува на политички план, но мислам дека протестите ќе продолжат и мислам дека овој пат решавачка улога во ова ќе има македонскиот народ, кој е секоја вечер на улиците. Професорке, мислите вие ќе продолжат демонстрациите? Протестите? Да, ќе продолжат. Еве, јас ќе одам денеска, Елка ќе оди. Еден голем број колеги, пријатели ќе одат и семејство. Ние ќе одиме. Ние знаеме зошто сме таму.
Ние си ја сакаме нашата Македонија. Не ни требаат капитулантски договори и капитулантска власт и нивна полиција. Да ја спомнеме и полицијата, да не заборави. Таа полиција живее од нашите плаќања во државниот буџет. Таа ја плаќаат сите луѓе во Македонија или сите представници на македонскиот народ. И ако таа треба некого да штити, таа треба да го штити македонскиот народ, а не некоја група која што сега во моментот има власт и моќ за да си ја узурпира и да ја насочува против македонскиот народ. Убаво кажа една господја, кого го штитите? Добро, ајде да завршиме тука, затоа што и немам повеќе време спрема времето кое истече, 55-56 минути. Ви се заблагодарувам професорка Наташа Котлар и професорка Елка Јачева Личар. Ви благодарам многу за учеството на Македонската радио програма на 3 пати Z. Ви благодарам и поздрав секако и до слушателите. Поздрав и од мене до сите. Благодарам.